Добре дојдовте на новото предавање од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Во ова предавање, кое ни е второ за ниво B1, односно за понапредно ниво, ќе учиме за партицип 2. Ова предавање ќе биде поделено на два дела поради обемноста на материјалот. За почеток да споменеме дека партицип 2 е комплетно различна граматика од партицип 1. Тоа ќе го видиме во следните минути. Ако сте нови на каналот, не заборавајте да кликните subscribe за следење на новите видеа. А сега да започнеме. Што треба да повторите за полесно да го научите ова предавање? За почеток, најважно е да знаете за минато време, посебно за перфект, и истото видео можете да го најдете во плейлистата за ниво A1. Потоа исто можете да повторите за plusquamperfect или за предминато време, кое предавање ни е поделено на два дела и видеата можете да ги гледате во плейлистата од предавањата за A2 ниво. Потоа за употреба на глаголот werden, посебно можете да го гледате третото видео каде што објаснуваме за идно време. Исто за пасивни реченици во минато време и пасивни реченици во предминато и идно време. Сите овие предавања можете да ги најдете во плейлистата од ниво A2. Одиме понатаму. Значи, партицип имаме поделба на партицип 1 или партицип presens, исто така наречено, и партицип 2 или партицип perfect. Во ова видео ќе учиме за партицип 2. Ако не сте го гледале, гледајте го минатото видео каде што кажавме за партицип 1. Партицип 1 се нарекува исто така presens, бидејќи зборуваме во сегашно време. Партицип 2 се нарекува партицип perfect, но не секогаш опишува минато време. Партицип 2 или партицип во минато време. Кои се трите глаголски форми во германскиот јазик? Првата форма, сите ја знаеме, е инфинитив. Потоа претеритум и на крај партицип 2. Например, еден глагол ќе го споредиме во трите форми. Шпилен, шпилтен во претеритум и гешпилт во партицип 2. Што е партицип 2 или партицип perfect или уште наречено дрите verb form? Тоа е глаголска форма, најчесто, но не секогаш е глагол, со која се опишува минато, предминато време и пасивни реченици. Се формира со одреден глагол која променува својата форма од инфинитив формата. Типот на промената на глаголот зависи од тоа дали тој е правилен, неправилен, деллив глагол и слично. Да видиме еден пример. Ќе опишиме класична реченица, а под неа истата реченица како партицип 2. Meine Familie spielen Basketball. Мојата фамилија игра кошарка. Meine Familie haben Basketball gespielt. Мојата фамилија има играно кошарка. Овие две реченици се различни. Во следните минути ќе видиме зошто е тоа така. Како се формира партицип 2 на одреден глагол?
Глаголот, како што кажавме, ја променува својата форма од инфинитив. Глаголот добива соодветен префикс и суфикс зависно од тоа дали е правилен или неправилен, или деллив глагол. Во горниот дел ќе опишеме партицип 2 на правилен глагол, а под него за неправилен глагол. Значи правилниот глагол се формира со префикс г плюс основата на инфинитив на глаголот, значи го губи класичниот суфикс, плюс суфикс буквата т. Ова е за правилни глаголи. Неправилни глаголи добиваат исто префикс г плюс основата на инфинитивот од кога ќе го изгуби суфиксот, ќе добие плюс додатна промена, бидејќи глаголот е неправилен, и добива суфикс n на крај. Како полесно ќе запамтиме, неправилен глагол суфикс n, значи не со n. И бидејќи глаголот е неправилен, исто ќе има и неправилна основа, значи ќе добие промена. И трето, ако глаголот е деллив глагол или трембаре верб, ќе се добие партицип 2 поинаку. Го пишуваме на почетокот префиксот од глаголот, значи од делливиот глагол, потоа го додаваме префиксот г и на крајот суфиксот на глаголот. За сите овие правила ќе извежбаме пример. Правилата на формирање партицип 2 ги поставуваме на слайдот за повторување, а под нив по еден глагол за сите типови. За правилен, неправилен глагол и за деллив глагол. Во средината ќе го пишуваме инфинитив, а од десната страна на табелата партицип 2 формата. Глаголот arbeiten е правилен глагол, поради тоа партицип 2 формата му е gearbeitet, значи префикс г, основа на инфинитивот и суфикс т. Неправилен глагол, како пример го земаме fahren, gefahren, значи префикс г, а суфикс n. И деллив глагол, например глаголот vorlesen, како партицип 2 би бил vorgelesen, значи префиксот на делливиот глагол for, потоа префиксот од партицип г и lesen суфиксот од глаголот. Кои се варијации во формирањето на партицип 2 глаголите? Ако глаголот завршува на ирен или на аен, нема да добие префикс г при промена во партицип 2 формата. Да видиме некои примери. Например, фотографирен во партицип 2 е фотографијат. Значи немаме gefotografiert. Глаголот штудирен, штудијат. Репарирен, репариert. Интересирен, интересиert. Телефонирен, телефонијат и пасирен, пасијат. Значи сите овие глаголи не добиваат префикс г. Одиме понатаму. Кога се користи партицип 2? Како што кажавме пред малку, се користи најчесто за перфект или минато говорно време, потоа за pluscuamperfect, односно предминато време или минато свршено време, futur 2 или идно време тип 2 и за пасивни реченици за сите времиња, за сегашно,
минато говорно, минато пишано, предминато време и двата типови на идно време. Како се користи партицип 2? Значи, партицип 2 може да биде глагол, прилог, придавка и именка. Во ова видео ќе обрнеме внимание на користењето на партицип 2 во вид на глагол за сите времиња кои се опишани на слайдов. Партицип 2 als verb или партицип 2 како глагол. Како се формира реченица со партицип 2 глагол? За почеток ќе опишеме во времето перфект или во минато говорно време, бидејќи ова е најчесто користената форма. За перфект веќе имаме учено во минатите видеа од каналот. Перфект се формира со користење на помошен и главен глагол. Помошниот глагол е секогаш глаголот sein, ако главниот глагол покажува движење или промена на локација. А помошниот глагол ќе биде haben, ако главниот глагол не покажува движење или промена на локација. Главниот глагол ќе треба да го направиме во партицип 2, а формата, како што кажавме, му зависи од тоа дали е правилен, неправилен или деллив глагол. Значи, партицип 2 во минато говорно време се формира на следниот начин. Помошен глагол во сегашно време sein или haben, зависно од тоа дали главниот глагол е глагол со промена на локација, плюс главен глагол во партицип 2. Овој глагол може да биде кој било, зависно од реченицата. Овие правила подетално можете да ги гледате во минато време перфекти претеритум видеото, кое го снимавме во видеата за ниво А1. Да видиме по еден пример за сите типови. Најгоре, во табелата ќе опишеме правилен глагол без промена на локација, например глаголот spielen. Под него правилен глагол со промена на локација, reisen. Потоа неправилен глагол без промена на локација, sprechen. И неправилен глагол со промена на локација или например глаголот gehen. Ich spiele tennis. Јас играм тенис. Глаголот spielen е правилен глагол и не покажува промена на локација бидејќи се игра во место. Истата реченица во партицип 2 би била Ich habe Tennis gespielt. Значи, глаголот haben го имаме бидејќи глаголот spielen не е глагол кој покажува промена на локација од точка А до точка Б. И исто глаголот spielen, бидејќи е правилен, го конјугираме следно како gespielt. Следен глагол, wir reisen nach Hamburg, ние патуваме кон Хамбург. Wir sind nach Hamburg gereist. Ние патуваме кон Хамбург. Патувавме кон Хамбург. Во оваа реченица имаме конјугирање gereist, бидејќи е правилен глагол, а бидејќи патувањето има промена на локација, како помошен ќе го користиме sein. Трет пример, ich spreche Deutsch, јас зборувам германски. Во партицип 2 истата реченица ќе се кажи како следно. Ich habe Deutsch gesprochen. Јас имам зборувано германски.
зашто оваа реченица ја формиравме вака. Значи за почеток, помошен глагол избравме haben, бидејќи глаголот sprechen е неправилен глагол. И нема промена на локација. Глаголот sprechen, бидејќи е неправилен, добива префикс г, основата шпрех се променува во шпрох и суфикс n. И последен пример е за глаголот gehen, wir gehen ins Kino, или ние одиме во кино, во партицип 2 или во партицип перфект. Реченицата ќе се кажи како wir sind ins Kino gegangen. Го користиме помошниот глагол sein, соодветно конјугиран. Потоа глаголот gehen, кој ни се променил бидејќи е неправилен. Префикс г, потоа основа gang, значи променета основа и суфикс n. Одиме понатаму. Како се формира реченица во партицип 2 глагол во предминато време. Правилата се исти, односно слични како за перфект. Разликата од перфект е тоа што помошниот глагол за плусквамперфект го конјугираме во претеритум форма. Овие правила веќе ги знаете од предавањето за предминато време во германскиот јазик, кое можете уште еднаш да го повторите во видеата за ниво А2. Помошниот глагол, како што кажавме, sein ќе биде сега waren, ако главниот глагол покажува движење. А помошниот глагол наместо haben ќе биде hatten во претеритум, ако главниот глагол не покажува движење. Главниот глагол, исто како за перфект, правилото е дека формата му зависи од тоа дали е правилен, неправилен или деллив кога зборуваме за партицип 2 во плусквамперфект и перфект. Овие две видеа можете да ги повторите. Да споредиме која е разликата меѓу партицип 2 во перфект и плусквамперфект. За перфект веќе кажавме. Помошен глагол sein или haben, зависно од тоа дали имаме движење или не, плюс главен глагол во партицип 2, зависно од тоа дали е правилен, неправилен или деллив. За партицип 2 во плусквамперфект имаме голема сличност. Разликата е во помошниот глагол, кој сега ќе се конјугира во претеритум. Значи, ако зборуваме за промена на локација, наместо sein во перфект што ни било, сега ќе ни биде waren во плусквамперфект. А ако немаме промена на локација, наместо haben во перфект ќе имаме hatten во плусквамперфект. Да видиме. Еден пример од левата страна ќе опишеме реченица во партицип 2 перфект, а од десната страна во партицип 2 плусквамперфект. Wir sind nach Hamburg gereist. Ние патувавме кон Хамбург. Во плусквамперфект би било Wir waren nach Hamburg gereist. Ние сме патувале кон Хамбург. Одиме понатаму. Како се формира реченица со партицип 2 глагол ако зборуваме за идно време тип 2? За идно време тип 2 знаеме дека се формира малку посложено, односно правилата се комбинација од Presens Perfect и Futur 1. Партицип 2 за Futur 2 се формира следно. Помошен глагол во презенс или во сегашно време го конјугираме и е секогаш глаголот werden. Плюс главен глагол во партицип 2, било кој глагол, и на крај додаваме помошен глагол во инфинитив кој ни е секогаш sein или haben.
Овие правила можете да ги повторите во видеото употреба на глаголот werden, дел 3, каде што зборуваме за идно време тип 1 и тип 2. Исто така, кога ќе го снимиме видеото за идно време, за кратко време во B1 ниво, ќе можете да подетално да научите и од него. Да видиме пример, од левата страна ќе опишиме реченица во партицип 2 перфект, а од десната страна за споредба во партицип 2 футуа 2. Wir sind nach Hamburg gereist. Ние патувавме кон Хамбург. Wir werden nach Hamburg gereist sein. Ќе сме патувале кон Хамбург. Во овие две реченици обрнете внимание повеќе на партицип 2 и можете да забележите дека се конјугира на ист начин. Останатиот дел од реченицата си е зависно од тоа за кое време зборуваме, во случајов за перфект и за идно време тип 2. И како четврт дел, како се формира реченица со партицип 2 глагол кога зборуваме за пасивни реченици. Партицип 2 во пасивните реченици се користи за сите времиња. Како што споменавме за presens, perfect preteritum, plusquamperfect и за двата типови на futura. Партицип 2 во пасив има улога на главен глагол и стои на позиција 2 во реченицата. Разликата меѓу различните времиња е во помошниот и главниот глагол. Правилата за формирање реченици за пасив можете да ги повторите од следните 3 видеа кои ги снимивме во ниво А2. Видеото за пасивни реченици во германскиот јазик, потоа за пасив во минато време и пасив во предминато и идно време. Пасив во сегашно време се формира на следниот начин. Помошен глагол во сегашно време секогаш глаголот werden, плюс главен глагол во партицип 2, било кој глагол. Да видиме еден пример. Hamburg wird von uns gereist. Хамбург е од нас патуван. Во оваа реченица користиме пасив и делот пасив е партицип 2, во случајов глаголот reisen. Пасив за останатите времиња нема да читаме примери, бидејќи можете да ги гледате видеата кои ги кажавме предходно. На овој слайд само ќе направиме споредба за сите времиња во пасив. Еве го делот каде што користиме партицип 2. И за крај да прочитаме некои примери за работите да станат појасни. Ich habe am Samstag gekocht. Јас готвев во сабота. Оваа реченица е партицип перфект. Du bist mir sofort aufgefallen. Ти веднаш ми падна во очи. И оваа реченица е во перфект, но бидејќи користиме деллив глагол, auffallen, партицип 2 формата му е со префиксот G на средина. Hat mir seine Mädchen getanzt. Hat mit seiner Mädchen getanzt. Тој танцуваше со неговата девојка. Leo ist vor eine Woche gestorben. Лео пред една седмица почина.
Ich werde einen Salat gegessen haben. Јас ќе имав јадено или ќе јадев салата. Во оваа реченица имаме партицип 2 за идно време тип 2. И последен пример, das Auto wird gestartet, автомобилот се стартува. Оваа реченица е во пасив. За крај да извежбаме неколку примери, да видиме што сте запамтиле. Дополнете го зборот кој недостасува со тоа што глаголот ќе го формирате во партицип 2. Тој беше вчера, дома останат. Er war gestern zu Hause gebleiben. Следен пример, имаше ли вчера тенис играно? Hast du gestern Tennis gespielt? И последна вежба за ова видео, тие имаат во Берлин студирано. Sie haben in Berlin studiert. Да не ве буни дека глаголот штудирен се конјугира без префикс г. Тоа веќе го кажавме дека овој тип на глаголи кои имаат ирен не добиваат префикс г, а сепак се во партицип 2. Се надеваме дека ви се допадна видеото, ако е така, кликнете лайк, кликнете subscribe на YouTube и следете не на Instagram.